Јас стварно не знам што да трпим ова. Тоа е стварно зикни му едно. Мири сека. Значи гледај, кој се верува, кој не се верува, не. Готово, чао, пријатно. Еј, немој ти на мене пријатно. Признај дека си смотан што веруваш во нешто што не можеме да го допреме и видиме. Игор, жал ми е да ти кажам дека според тебе ти немаш мозок. Што рече, ај повтори? Дека според тебе немаш мозок. Па чим не може да си го допреш мозокот и да го видиш, значи немаш мозок. Ау, брато, четке, екстра турбо најси. Ај само да го степаме и да си иде. Смири се, бре. Ке се видиме ние, ке се видиме. Се видиме, да, супер. Кога пробам да не правам лошо, мене сакаат да ми направат. Па, сина, ќе пробаш да избегнеш тепачка по секоја цена. А ако не можеш, имаш зелен појас, така? Ти оди на права земја да нема ни едно дрвце, ни едно камче. Дури ја ми фано. Па вака оди стварно. Добро, може имамо... Ништо не можеме, ништо не јаше. Вед напред. Добро, да се сопна, ќе го нападна, не се сопна, падна. Епа сега. Абе, види ги ме молиме. Многу се јаки. Е, тебе од школа. Од школа што не нося кој Кико. Колко се вика? Мајка, татко и син Кека шујда. Види какви акробации прават. Коки беше? Колко? Едната коки беше. Луна? Колко е сад? 2. Сега ги хранат фоките. Ајде. Одиме. Ало, Васил, здраво. Здраво, мила, кај си ти? Во Золочка сум. Зошто, што е? Се случи нешто? Исто чуда. Изгледа ка треба да идеме во Охрид. Мапата изгледа само дел од мапа. Аха, а другиот дел мислиш дека е во Охрид? Епа 99% е таму. Аха, моите сакаат да одиме во Грција. Тапам. Туку ај дојди ќе се договориме кога правиме некој план. Важи. Еј, Васил, види оно Игор што напишал на Фејсбук? Видов што ќе правам. Ајде, чао. Ајде, чао. Ајде да се сигнам доле. Абе, дечки, ова сигурно станува сериозна работа. Не знам што се занесува тој толку. Абе, што зборите? За но Игор се сака тепачка. Аман, овој Игор многу е напнат. Васил се ептенку. Да, и на Фејсбук ми пиша нешто, ми се заканува, таму сака тепачка. Васил нема се тепај. Не, он вика, на зло со зло не се враќа. Убаво се вика, ама... Абе, нека го фукне една. Нели карате тренираше? Копито едното, Игор. Копито. Е, копито. Сите збора ти се шлепаш копито. Сите учат ти се шлепаш копито. Копито, не биди ти. Човек биди си. Уј, ке не беја за пејачи. Уе, добро, зашто не снимаме спот? На нашата телевизија. Јаве. Ајде. Копито! Тон иде? Камера, Иде. акција. Папагалите се птици кои потекнуваат од Стоп, Ивонете мила не мрдај со зимерката. Еј, Филип, дај не се филмај, кажи си стиропа. Нема. Добро да, може да каже и морска пена.
Ајде више да почнеме. Парно, ајде да почнеме, веќе 2 сати сме тука. Ето, додaj ти речи неки сестрите, јас ходам во тоалет. А кој ќе биде на камера? Јас ќе бидам. Ама намести ме само и него. Лавот е цар на животните и тој јаде по 25 Чекај! Јас тоа за местото требаше да го кажам. Добро, кој ти кажа? Па јас Ајде така молам ти не се расправите пред камера. Веќе немаме лента. што снимате? За емисијата за свет, за нашата телевизија. Па супер! И то попрема имате. Брат ми ни аде. Каде иде Марко? До тоалет? Гледајте, мечката избегу од кафезот, спасувајте се! Спасувајте се! Ајде да залепиме и на ова дрва. Држи, почекај да залепам. Мора некој да види да се јави. Кај може да отиде, не? Јас последен пат ја видов со касичката. Да, тогаш кога игравме еластик. Еле би исчезнало девојчето, што и се случило? Ова беше девојчето за црквата што собираше пари? Тоа, да. Почне искушението. Што ще рече ти? Знам, ама као што рече ти, Господ на крај секогаш победува. И ова и тоа со мечката. Ајде да одиме да ја бараме. Ајде. Ајде да видам. Да ја бараме Лина. Што се тако тепани, бре, луѓе? Мила, ајде му испееме на вас песната што ја смисливме? Ајде. 3, 4. Сите зборат ти се тепаш копито, сите учат ти се шлепаш копито. Копито, 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 не види ти, човек, 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 види си. Добре, песната супер е, супер е музиката, ама текстот е некако... Ако бе Василе така Игор се однесува како копито, така да... Вие за Игор ја напишавте песната? Лина! 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 Да, што било тоа со мечката, сите од мало за тоа зборат. Па, мечката излегла у кафе, сите бегавме. Што паничите, па и вие кажа дека издресирана и нахранета. Било вежба за евакуација. Како на филм. Лина! 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 Кутијата на Лина. Јас ќе одам да ги викнам големите. Ало? Па то да видиш чудо. Што е, Илија? Дон застанал, мислам, седи пред иконата на Богородица и цвили. Слушај. Илија вика дека дом седел пред иконата на Богородица и цвилел. Па нека го донесе. Рико, ајде донеси го дом. Зашто? Како зашо? Па за да ја најдеме Лина. Што вие? Нели учевме трага пред некој ден? Аха, да. Да го видиме што научил. Трчам, летам на мрзата и сметам. Што е? Што би се што се случило? Ја најдовме кутијата на Лина. Далеко знаеш што се случило? Брзо дојдете.
Дирай. Олека, што ти е? Не испуvaj се. Да, Софија, Мило е во право. Може на Дон да му се измешат мирисите. Слушай, дека поткупа. Еј, здравейка. Бате, Дона имаше neki. Има маската. Ико држи маската. Дон, ајде, мирисни, душни, ајде. Браво, добро. Ајде сега трагай. Ајде, трагай, Дон, трагай. Трагай. Бата, што се тие сликите во Тие цртежите? Тие беа го замолив тато да ме нацрта за една приказна од книгата. А ги имаш и во книгата? Заштото? Не, најдовме една книга со приказни разни во неа. За телевизијата мислев да ја направиме кај една епизодата. Па замолив цртежите да ми ги направи. Ке ни ја раскажеш, Васил? Може. Еднаш порано си имало едно семејство во Ломбардија, имало едно семејство кое било многу богугодно и добродетелно. Ти имале многу голема љубов и надеж во Света Богородица, па повикале иконописец да им наслика на ѕидот во куќата убав лик на Мајката Божја. Од тогаш секој пат, минувајќи покрај иконата, и се поклониле и говореле: Богородице, дево, радувај се. Заради тој нивни добар обичај, Света Богородица им правила секакви добрини, им помагала да живеат во согласност и љубов, па народот ги именувал миротворци. Ти имале едно дете од 3 години кој правило исто што и неговите родители. Имено се поклонувало на иконата и кога научило да зборува велело: Богородице, дево, радувај се. Бидејќи дете не знаело за почит кон Бога, но тоа го правило по примерот на родителите. Кога го гледало ликот, мислело дека тој е господарката на домот, па со страв се поклонувало и ги изговарало тие зборови. Еден ден кога се играло на брегот од реката заедно со другите деца, паднало во водата. Децата кога го виделе тоа, отишле па јавиле на мајка. Кога чула таа, веднаш плачејќи отишла да го таши. Но бидејќи реката била длабока, не смеела да влезе сама, ниту некој од соседите што дошле заедно со неа. Најпосле двајца мажи се соблекле и влегле во водата за да го бараат, но не можеле никако да го најдат. Во тоа време мајката погледала долу по реката, го видела дека стои над водата чудно, како на некој престол, и му рекла: Чедо моје, како седиш таму? Детето одговорило: Добро, мајко моја, Господјата ме држи и не се плашам од ништо. Мајка му од радост не разбрала што ги говори. Тогаш допливале оние двајца и го изнесле на суво при мајка му, која го зела и го однела дома. Штом стигнале во домот, прво се помолила пред иконата на Света Богородица и потоа го прашала детето како останало живо. А тоа одговорил: Кога падна во водата, притрча таа наша Господја, покажувајќи со прст на иконата. Па ми извади од водата и ме држеше се додека не дојде оние луѓе да ми изнесат на суво. Кога го чуле тоа чудо, сите го прославиле Бога и се поклониле на Мајката Божја. А кога пееле благодарствен молебен на Бога во црквата, детето извикало пред целиот народ: Господјата наша ме извади од водата. И така, секој што ја почитува иконата на Пресвета Богородица, ќе биде спасен од привремената и од вечната смрт. Амин. Ајде. Најде нешто изгледа, чекајте, остајќи да? Ја се качам со него. Ико ќе ги придржи го малце. Не можам со него да се качам. Ей, Дон, добро куќе. Лина. Линя, што правиш? Еве играм петканан да го научам румен. Ама сицата бараме си. Да знаеш дека ја најдовме касичката твоја таму. Не ја изгубив, тој баткото ми ја зема. Кој? Копита за кој може? Тоа копитото дефинитивно ќе јаде кјотек. Копито си е копито, го преплаши девојчето. Знаете што е чудно? Што? За која питав на касичката имаше пари внатре. Ако бато не го истепа, ја ќе го натепам.
Ало? Ало бе, е лопи, кај си што направите? Нема да ни... Стварно? Еј, прво место? Браво, лал да ти е. Кое? А иначе, напиша песна ти. Океј, се гледаме утре, така? Океј, дојди во мало, чао. Е лопи, освоила прво место на надпревар по клавир и напишала песна. Утре ќе дојде во мало. И имаме 2 песни. Да. Ќе ја ставиме таа копитот. Може да и посвета да напишеме. До него, до Игор. Така ќе му биде добро. Да, може и по мејл ќе му ја пратиме. Ај, ќе одиме? Лина, треба дома да те однесеме, така? И ќе ја земеме касичката. Ќе мајка ти татко ти. Чува телефонот. Него дома. Ај. Ајде. Можеш? Дон. Мамо, добив 4 на тест. Добра, во ред. И четворките се оценки за ученици? Знам, ама... Па четворка не е единица. Мама, ај оди ти да му прави стомачни и кјути.